Почитувани присутни, почитувана јавност, добар ден. Ја отварам 8-та редовна седница на општина Чешиново Облешево. Бидејќи за 3 дена навршува една година од трагедијата во дискотеката Пулс, ќе ве замолам со едно минутно молчење да ја дадеме почит на загинатите. Преминуваме на усвојување на записникот од 7-та редовна седница на Совет општина Чешиново Облешево. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, записник го оставам на усвојување. Кој е за? 11 за, воздржани, против нема. Грозде 10 за. Воздржани? Еде. Усвојување на записникот на Комисијата за финансии и буџет. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го ставам записникот на усвојување. Кој е за? Може ли да ги видам раците, за да можем да избројам? Добро ги. 3, 4, 7. Така ли? Воздржани? Против? Овој записник, ако е од финансии, значи треба да се го изгласате сите како записник што е минал, не дека само финансии комисијата треба да го гласи. Тоа од претходната седница што беше. Да, од 7-та седница. Што сме ги минале точките, не, пред седницата. Колку се? Уште еднаш повторам, кој е воздржан? 4. Против? Нема. За денешната седница го предлагам следниот дневен ред. Завршна сметка за буџет на ОУ Страшо Пинџур село Соколарци. Барање согласно, втора точка. Барање согласно за доградба на дел од објект наменет за образование ОУ Страшо Пинџур. Трета точка. Завршна сметка на буџетот на ОУ Климент Охридски. Четврта точка. Завршна сметка на ЈО УДГ Звездички село Чешиново. Пета точка. Барање за одлука за разрешување на Данка Станкова, член на управен одбор на ЈО УДГ Звездички Чешиново Облешево. Шеста точка. Измена на годишен план за вработување. Седма точка. Завршна сметка на општина Чешиново Облешево за 25 година. Осма точка. Предлог одлука за приоритетен проект и собствено учество во реализација на проектот на изградба на улица Брегалничка, село Бања, општина Чешиново Облешево. Девета точка. Предлог одлука за извор на приоритетен проект и собствено учество за реализација на проект изработка на техничка документација за уредување на канал во село Спанчево. 10 точка. Предлог одлука за избор на приоритетен проект
со собствено учество за во реализација на проект реконструкција на улица Пито Гули, село Облешево. 11 точка. Предлог одлука за избор на приоритетен проект и собствено учество во реализација на проект реконструкција на Лазар Минов, село Соколарци. 12 точка. Извештај за реализирање на програмата поддршка во напредување на основното и предучилишно образование и воспитание во општина Чишиново, Облешево. 13 точка. Извештај за реализирање на програма на активностите на општина Чишиново, Облешево во областа на културните и спортските манифестации. 14 точка. Извештај за реализирање на социјална заштита во општина Чишиново, Облешево во 25 година. 15 точка. Донесување одлука за изградба на спомен обележје за децата загинати во пожарот 16 март. 16 точка. Одлука за покривање на трошоците за ограда на децата загинати во пожарот 16 март. 17 точка. Годишен извештај за работењето на Центарот и развој на Источни плански регион 25 година. 18 точка. Годишен извештај за реализација на програма за развој на Источен плански регион. 19 точка. Иницијатива за народна кујна на ралеви категории од општина Чишиново, Облешево. 20 точка. Дополнување на програмата за спортски и културни манифестации и мемориален турнир 16 март. 21 точка. Предлози, прашања и барања. Значи, од 17 до 20 точка се ставени како дополник, имат материјали за тежности што и се поделени претходно материјалите. Од 17 до 20 точка, отпосле се донесени материјалите, ставени се тука во системот. Прикачени се во системот. Да, ќе ви бидат поделени материјали писмено. Директор, ќе се извинувам, итна ли е вашето барање денеска? Јас ќе го објаснам усно само Имаме да додадеме точка. Значи, ќе додадеме како 21-та ќе помине во 22-та, тоа е барање за отстранување на дрва, борови во училишниот двор во село Спанчево. Отварам претрес по дневниот ред. Кој бара збор? Повели Грозде. Благодарам председателе, почитувам началник, почитувани колеги советници, почитувани директори. Сакам за 22-та точка. Тие борови дрва што се во училиште во село Спанчево. Значи, се садени многу години и се украсен дел на школото. Разговараме по точката. Мислам да По точката ќе ќе разговараме. образложам. Ајде, благодарам. За дневниот ред. Добро, не мислам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Ако нема збор, дневниот ред го ставам на гласање. Кој е за? 11 за, воздржани, против нема. Преминуваме на првата точка. Завршна сметка. Извинете, има праќање од градоначалникот. Пред да започнете со дневниот ред, сакав да ве поздравам советниците и присутните на седницата на Советот и да најпрво на советникот Грозде да му честитаме роден денот, а потоа и на сите вас да ви честитам за добиените лаптопи, односно да ви посакам успешна работа во новиот начин на функционирање и работење на Советот, како што се договоривме на некои од претходните седници. Пристапивме кон целосно дигитализирање на работата на Советот и на вас како советници. Се надевам дека ова ќе биде една од алатките која што ќе помогне во успешна и целосна работа на секој советник, а при тоа и на Советот како тело на општината за поуспешно и поцелосно имплементирање на сите проекти и сите замисли кои што ги имаме на самиот старт од работата на Советот. Во иднина ќе продолжиме да работиме така како што се договоривме, со целосна дигитализација, со
помошна оваа алатка која што е вметната во работењето на Советот и ќе имаме, сигурен сум дека ќе имаме успешна работа. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Преминуваме на првата точка. Завршна сметка на буџет на ОУ Страшо Пинџур село Соколарци. Го молам представникот се произнесе. Добар ден на сите. За завршната сметка за Страшо Пинџур 25 година за наменската приходно конто 903 го имате пред вас приходи и расходи кои се ненаправени, доколку има некој ќе ме праша да му објасниме подополнително. 787 собствена сметка 119.771 денар. Вредноста на опремата набавена е 181.228 денар и амортизацијата нивна е 141.849, сегашната вредност 39.379 денари. Ситниот инвентар е инвентиран со 21.485 денари. Вкупно или просечно вработени во училиштето имало 41 во текот на изминатата година и една просечна декларација за плата изнесува 2.364.398 денари. Ако имате нешто да ме прашате за 903-ката, може слободно да ме прашате. Благодарам. Дали некој има прашање? Повели Гроздан. Благодарам, председателе. Сакам да прашам директорката од Основното училиште Страшо Пинџур од Тишиново нешто друго. Искористувам прилика да те прашам дали има членови на Советот во училишниот одбор во Централното основно училиште Страшо Пинџур од Тишиново. Кој мислиш од овај совет? Да. Не. Не е време се бира, не завршени мандатите или? Не. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг има прашање? Бидејќи нема, точката ставам на гласање. Кој е за? Шест за. Кој е воздржан? 5 воздржани. Констатирам дека е усвоена завршната сметка. Поминуваме на втората точка. Барање согласно за догрба да дел објект наменет за образование во ОУ Страшо Пинџур. Го молам представникот се произнесе. Барањето доставено од наша страна до вас се однесува за подршното училиште Тишиново. Доградбата сакаме да направиме надвор, тие што се доваѓале во Тишиново кај вецињата. Вецињата ни се надвор од зградата, како дополнителен објект, сакаме да го затвориме со пластика или со алуминиум, со стакло, пак ќе има една излезна врата, бидејќи училиштето треба да има 3 излеза, пак ќе има една врата, само вецињата да бидат во склоп на училиштето, кога ќе врне дожд, снег, да не излава децата надвор. И кровот сега моментално што е покриен е од греди и керамиди само, а планираме да го направиме со некои стубови и лим, сендвич панел, да се избеле, да се направи, да се заштитат и од ладно, и од влага, и од прашина, и од дожд, и од се. Тоа ни е целта за... Благодарам. Дали некој бара збор? Повели Гроздан. Благодарам, председателе. Почитувани директорки, а што ние треба одлука да донесеме? Финансиска конструкција нешто има или само одлука да донесеме? Финансиска конструкција имаме ние проекти, имаме пари, се имаме, само вие треба не само одлука. Само да дозволите ние да извршиме Да, добро, јасно. градење. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг има прашање? Бидејќи нема, барањето го ставам на гласање. Кој е за? 11 за, воздржани против нема. Преминуваме на третата точка. Завршна сметка на буџет на ОУ Климент Охридски село Блешево. Отварам расправа и го молам представник да се произнесе. Благодарам. На наменската сметка, буџетната сметка од предвидени 38.829.990 се има извршување на тие средства
сума од 38.610.393 денари. Пренесен вишок од претходните години на истата сметка од 660.000, сега се 440.422 денари, на самофинансирачката сметка се 287.973 денари. Најголем дел одат од тие за плати на вработените и за придоноси, комунални услуги, комунален транспорт 1.190.000, ситен инвентар, други материјали за поправка 940.000 од текот на годината, поправка и теково одржување 967.900 денари, договорни услуги 1.308.000 и други тековни расходи 325.000. Изосот на салото на причите средства, идентирани на сметката за собствени приходи 787 изнесува 270.220 денари. Овој изос на средства се пренесува во наредната година како приход од поранешните години. Набавната ревализирана вредност на опремата идентирана нова сметка изнесува 144.490 денари. Пресметана нејзината амортизација 55.553 денари, а сегашната ревализирана вредност изнесува 88.937 денари. Вредноста на набавениот ситен инвентар кој е евентиран на оваа сметка изнесува 42.444 денари. Вредноста на градежните објекти, училиште, згради, спортска сала кои се евентирани на сметка за дотација тип 903 изнесува 53.514.273 денари. Нивната пресметана амортизација е 11.670.000 денари 161 денар, а нивната ревализирана сегашна вредност изнесува 41.844.112 денари. Вредноста на набавениот ситен инвентар кој е евентиран на оваа сметка изнесува 127.074 денари. Обврските спрема добавачите на 31.12.25 година изнесува 108.099 денари. Обврската спрема физички лица се 168.481 денара, а обврската за платата на вработените за месец 12.25 година, кој се исплатува месец 1.26 година, изнесува 2.972.705. Во текот на 25 година просечен број на вработените во Климатофски 49 лица. Ако има некој нешто, што ме праша. Благодарам. Дали некој има прашање? Бидејќи нема, точката ставам на гласање. Кој е за? 6 за. Воздржани? Девко може уште нешто само? 4. Против? 1. И 1 изимно гласање. 1 изимно гласање. Значи 21-та точка Барање за отстранување барање на за дрво. отстранување, да. Отварам расправа по точката и го молам представникот да се произнесе. Сакам да се произнесам дека овај проблем е веќе долги години, но се справувавме со тој начин што беа дрвата пониски и ги прскавме. А сега дрвата се над 8 метри, може и повеќе. Не збореме за сите дрва. Значи, 5 од тие се со премногу полни со гасеници, боров штетник, и не можеме да го отстранеме. Сега се уште во кожурката, ама кога ќе паднат гасениците насекаде се. И комшиите што се баш ограничени школскиот двор, збореме за 5 дрва што се од предната страна, не тие од страната другите што се. Жалат се дека кај нив во двора е полно гасеници. Проба техничкијата служба заедно со хаусмајсторот, со трактор, со кревалка да се испреска, ама додека докачат до таму, ама високите делови не можат.
Затоа бараме од вас да ни дозволите, бидејќи ви сте надлежни за училишниот двор, да ни дозволите 5 дрва од нив да се пресечат, за да може додека не се разнеселе гасениците ни целиот двор, да се уништи тоа, а другите останатите што ќе останат да ги испрскаме. Ако имате некој алтернативно вие решение, па друго на кој начин да се справиме, може да ни предложите. Ние не сакаме стрикно да ги пресечеме, но бараме да се реши проблемот со гасениците. Значи, едино е алтернативно и наше можно решение за да ги нема понатаму, бидејќи висината е голема, а не можеме. Дрон немаме, потрживме двајца што имат во оваа општина, не ни дозволија. Пред 2 години ни дозволија дрон, користивме го, праскаа, ама беа пониски дрвата. Сега се високи и не можеме да извршиме прскање. Ние ќе прскаме, па имаме средства за прскање се, ама таа висина не може да се достигне. Па вие ако имате како советници некое друго решение, може слободно. Не сакаме сите дрва, од предната страна се 11, само 5 што се критични, што се премногу полни да се уништат. И ако дозволите да се уништат, сакам да ми дадете напасција со остаток од дрвата од стеблата што да се прави, бидејќи тие се сепак во собственост на општината. Благодарам. Дали некој има прашање? Повели Грозде. Благодарам, председателе. Сакам да се произнесам околу оваа точка, бидејќи боровите дрва во основното училище село Спанчево фактички представуваат еден украс на школото. Вработените повеќе немат желба да ги отстранат боровите штетници, него што дават искази дека не може, дека нека најдат високи скали. Пред тоа сме биле, јас сум бил исто со други градоначалници се честиле. Значи треба да најдат желба и мотиви, има високи скали, ќе набават и има ножици со сеченства кои ќе ги пресечат гнездата на ларвите и ќе ги уништат. Не мора одма, тоа е чувано, тие се некаде дрва 79 година садени борови, толку години се наđало решение, а не се многу проснани, тоа ни пораснат на висина, не раснат веќе. Нека скратат, нека тражат блугарен дрва. Сам мислам, не е људски да најлесно е решение да се уништи. Некој спорно спречи него да се уништи. И така нека тражат некои високи скали има кај нас, кај некој, ќе потражат, ќе испрскат, ја мислам со метар не е кој знае каква висина. Па не е за да не скачи. Има скали вие што ги има такви. Не. Завршили се прашањето. Повели директор. Благодарам. Може да. Благодарам. Значи како идеја да предложам на директорката, значи овие што ги местат уличните сијалици, нели има корпа. Со корпата се качуваат горе и ги местат. Значи корпата на лице место и се сечат само гнездата што се на гасениците. Значи за мене е многу изводливо. Корпата, овие што ги местат уличните сијалици, ќе ја дигнат горе, ќе се исечи овие што се таму служители и мислам дека проблемот ќе биде решен. Тоа е како идеја ми дојде сега. Има ли општината корпи што ги местат уличните? Па имаше, јас сега не знам, меѓутоа знам дека имаше фирма која местеше, значи беше со корпа и се качува горе и ги местеа сијалици. Како ќе ја смениш уличната сијалица ако нема корпа горе да се качува горе и се мести и се менја. Сега не знам да ви кажам, пошто мислам дека уличното отидено веќе преку општината, така да можеби подобар одговор таму ќе ви дадат. Благодарам, председател. Повели градоначалник. Благодарам, председателе. Со оглед дека барањето е донесено на самата седница на Советот, прашање е колку ние можеме сега стручно и од аспект на тоа колку ги познаваме состојбите со конкретно наведените борови насади. Мој предлог до Советот е да стручни служби во консултација со Македонски шуми да излезе на терен и да ја пресмета на некој начин потребата од отстранување на овие дрвја од училиштето. Ако се констатира дека е итно потребно нивно отстранување, да се пристапи кон тоа. Ако не, секој од нас е свесен за зачувањето на животната средина и значењето на дрвјата за неа. Тоа да биде на некој начин последната работа што треба да ја направиме е да се
пристапи кон нивно отстранување. Но во секој случај јас мислам дека најдобро е тоа да го кажат стручни служби, а не овде на седница на совет да носиме одлука за отстранување или не отстранување на таквите дрви. Благодарам. Благодарам. Целта не ми беше да се отстранат, јас за тоа и напишав во барањето, или донесување алтернативно решение од ваша страна. Значи, доколку вие може да испратите инспектора за животна средина да отиде на терен, да види, да организирате, ако сигурно вие знаете кој го месте во уличното, да организирате, не е проблем. Работна рака од техничкиот персонал можам да обезбедам. А друго, и средства за прскање имаме. Друго, ако обезбедете вие, не е проблем. Само да не биде многу доцна да паднат гасениците. Значи тоа ако го направите, наредните 2 недели треба да го увидите и да го направите. И јас не тражам стрикно сечење на дрвата. Значи решение. Затоа и поднесено барањето, отстранување или алтернатива. Ќе ми дадете одговор. Не мора денеска, ама за 2 недели што да се постапи и на кој начин да се постапи. Благодарам. Благодарам, директорке, значи размислуваме и исто да се пристапи кон изнаоѓање трајно решение за проблемот со боровиот четник, а не отстранување на дрвјата. Отстранување на дрвјата би било последна можна алтернатива за тоа решение. Благодарам. Другото, ако најдете кој да се каче машинерија, да се исечат тие штетници, ќе бидеме доста задоволни. Благодарам. Тогаш ние да донесеме на одлука да нашите служби постапат понатаму. Ќе добиеме одговор од страна Ајде. на инспектора. Благодарам. Барањето за одлука за службите да постапат понатаму го ставам на гласање. Кој е за? 11 за, воздржани против нема. Пријатно. Преминуваме на 4-та точка. Завршна сметка на ЈОУДГ Звездички село Тишино. Отварам претрес и го молам представникот да се произнесе. Благодарам, председателе. Вака, ги имате материјалите на време доставени, имате разгледано приходи и расходи на завршната сметка на Звездички за 25-та. Тоа што сакам јас да додадам, значи, во делот на приходите, блок дотација за 25-та 10.412.032 денари, на наменска сметка дотација, значи целодневна и предшколска грижа, тоа се приходите од родителите за деца, 2.231.734 денари, 182.304 денари е трансфери од други нивоа на власт, тоа се од народна кујна, значи имаме 8 лица моментално за народна кујна. Натаму во расходите, најголем дел од расходите одат за плата околу 9 милиона, по другите конта се распределени план и расходи за секое расходно конто кое што го имаме потрошено. Ако вие нешто подетално сакате за некој од контата, може слободно да прашате, да појаснеме. Благодарам. Благодарам. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, барањето завршната сметка ја ставам на гласање. Кој е за? Шест за. Воздржани? Тројца, четворица. Не четворица, еден одстан. Благодарам. Имате ли уште точки вие или не? Уште. Добро. Преминуваме на 5-та точка. Барање одлука за разрешување на Данка Станкова, член на управен одбор на ЈОУДГ Звездички село Тишино. Отварам претрес и го молам представникот да се произнесе. Благодарам.
Барањето е поднесено бидејќи мандатот на Данка Станкова истекува. Таа е представник во член во управен одбор, представник од Министерство, согласно законот и статутот на нашата градинка. Значи, представникот од член во управен одбор од Министерството го предлага министерот, а го именува и разрешува основачот. Од тие причини, значи, треба да се поднесе барање, мислам и е поднесено до Министерство, тие треба да дадат предлог и натаму на наредните седници да направиме разрешување на Данка и именување на новиот член. Значи, оваа точка ќе ја ставиме за нареден совет, кој ќе имаме повратен мејл од Министерство за финансии, тога ќе се изјасни. Од Министерство за труд, да. Нареден совет ќе ја ставиме, па најверојатно тога ќе имаме. Добро, да. Благодарам. Преминуваме на шестата точка. Измена за годишен план за вработување. Отварам претрес и го молам представникот. Значи, Весна, измена на годишен план за вработување. Повели. Во врска со измената на годишниот план за вработување, првичниот годишен план за вработување донесен минатата година. Мислам дека овај пат беше јули, пред да ги распишат изборите. Законски е до 31 август да биде донесен и во претходниот имаше предвидено мислам две распоредувања, едно пензионирање како што стоат нели работите во институцијата и 20 нови вработувања. И сега согласно сегашната состојба, проценката е дека нема потреба од тие вработувања и имаше потреба да се направи измена и во материјалите ви се доставени кои, мислам конкретно кои работни места се оставени за понатамошна можна реализација во текот на 26-та година. Конкретно работните места се, виделе сте ги веќе во доставените материјали. Тоа е тоа што можам да кажам, нешто ако конкретно ве интересира. Благодарам. Дали некој има прашање? Повели, Бранко. Благодарам, председателе. Значи, со оглед за новите вработувања, можам да се согласам само за последните две. Тоа се од делот на урбанизмот, ако не се лажам, да. Инаку мислам дека од другите потаму уште 4, со оглед на состојбата која финансово се наоѓа општината, мислам дека во овој момент нема потреба. Значи, доколку градоначалникот најде за овие две од областа на урбанизмот, што се потаму не е проблем во секој момент да ја донесеме како одлука. А другите натаму со оглед на финансова состојба на општината, мислам во овој момент не ни е потребно. Тој е мој предлог, дали ќе биде прифатен, зависи од целиот совет. Благодарам. Повели, градоначалник. Благодарам, председателе. Со оглед на тоа и дека во самото образложение од страна на административните служби е кажано дека ова сепак се однесува на план за вработување, а не за вработување кои што се реализирани или во блиска иднина се сигурно ќе бидат реализирани. Ние како план го имаме разделено, анализирано и проценето кои се најприоритетните можни вработувања што би можеле да следуваат во текот на 2026 година. И во самото излагање слушнавте дека планот беше и многу поопширен и многу поголем. Направивме рестрикција на целиот план за вработување и констатиравме дека ова се
минимум потребните можни опции за вработување во рамките на општината, во општинската администрација, каде што цениме дека ќе имаме потреба од такви вработувања во текот на 2026. Потенцирам уште еднашка, ова сепак е план за вработување, не значи дека 100% ќе биде реализиран до крајот на 2026 година. Но цениме дека ваквите вработувања кои што ви се наведени во материјалите се од суштинско значење на општината и ако се создадат услови за нивно реализација, ќе пристапиме кон реализирање, ако не, ќе остане само како идеја. Но потребно е од страна на советниците да биде разгледан тој план и да биде донесен за да ни се овозможи во иднина овие неопходни позиции кои што се за успешно работење на администрацијата да бидат реализирани. Благодарам. Благодарам. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, измената на годишниот план за вработување ставам на гласање. Кој е за? 6 за. Воздржани? 3, против? 2. Преминуваме на 7-та точка. Завршна сметка на општина Тишиново Облешево за 25 година. Отварам претрес и молам представникот да се произнесе. Значи имаме точка завршна сметка на општина Тишиново Облешево за 25 година. Повеливана. Добар ден. Значи прво ќе почнеме со извештајот за извршување на буџет, иако го поминавме во јануарската седница, меѓутоа па треба да го образложиме и на седницата кога се гласа завршната сметка. Значи од вкупно планирани приходи во буџетот на општина Тишиново Облешево за 25-та во износ од 138.327.292, наплатени се 128.810.765, што представува извршување од 93,12%. Од вкупно планираните расходи 133.962.719, извршени се 120.769.526 или извршување од 90,15%. Завршената сметка за 2025 година беше сочината од 28 завршни сметки. Тоа се сметки по различни проекти, сметките за буџет, орган и наменска дотација. Значи, во текот на 2025 година беа направени 2 ребаланси и 2 проширувања на буџетот. И имаме извршување на приходите на основниот буџет на општина Тишиново Облешево е во износ од 60.847.126 денари или 81,01% од вкупно проектираните 75.103.779. Дотацијата опфаќа 41,45% од вкупниот буџет. Самофинансирачките активности опфаќаат 1,75% и 0,11% припаѓаат на донациите. Даночните приходи учествуваат во износ од 12.518.374 или 20,57% од вкупно остварените 60.847.126. Неданочните приходи учествуваат со 1.316.222 или 2,16% од вкупниот буџет за општината. Трансферите и донациите учествуваат со 41.809.000, што значи 68,71%.
Расходите на општината представуваат 84,73% од проектираните. Понатаму, значи, на плати и на доместоци реализирани се расходи во износ од 17 милиона 065 609, што представува 93,5% од планираните 18 милиона 251 800 денари, или во вкупно реализирани расходи за 25-та плати и на доместоци учествуваат со 28,49%. Резерви и недефинирани расходи учествуваат со 1,25%, стоки и услуги 26,06%, субвенции и трансфери 4,02%, социјални бенефиции 0,09%, капитални расходи 36,01%, отплата на главнина 4,95%. Имате ги во табеларен табеларен исказ. Расходите на блок дотации има извршување 92,94%, заплати на доместоци опфаќаат 97,18%, стоки и услуги 11,14%, субвенции и трансфери 53,04% и капитални расходи имат 64,18%, тоа е од планираните нивни. Кај извештајот за побарувањата, значи имаме побарувања по основ на комунални такси, даноци, закупнини во износ од 12 милиона 882 406 денари. И општина Чиново Облешево по разни основи должи 38 милиона 473 985, што се должи на проектите кои што се задолжени, а се уште не се пристигнати средства. Затоа е поголем износ. И тоа е отприлика околу завршната. Ако имате конкретно нешто да прашате у дело на документите што ви беа прикачени, повелите, па ќе образложиме дополнително. Благодарам. Дали имате прашања? Бидејќи нема, завршна сметка ставам на гласање. Кој е за? 11 за, воздржани против нема. Констатирам дека завршна сметка е донесена со 11 за. Благодарам. Преминуваме на 8-та точка. Предлог одлука за приоритетен проект и собствено учество за реализација на проект на изградба на улица Брегалничка, село Бања, општина Чиново, Облешево. Го молам, отварам претрес и го молам председател на комисијата се произнесе. Благодарам, председателе. Значи, пред малку заседаваше комисијата и предлог одлуките, ќе ги опфатам сите сега, нели, по повеќе населени места, значи, со 10% учество од општина, со 5 гласа за, комисијата се има изјаснето да предлог одлуките бидат се прифатени и апелираме до Советот да бидат воедно и поддржани. Благодарам. Благодарам. Дали некој ба разбор? Бидејќи никој не ба разбор, предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? 11 за. Констатирам дека одлуката е донесена. Преминуваме на 9 точка. Предлог одлука за извор на приоритетен проект и собствено учество за реализација на проект изработка на техничка документација за уредување на канал во село Спанчево, општина Чиново, Облешево. Мислам, дали ќе се произнесеш? За сите се однесуваш. Да, значи ово предлог одлука е да ставам на гласање. Кој е за? 11 за, воздржани против нема. Констатирам дека предлог одлуката е донесена со 11 за. 10 точка. Предлог одлука за избор на приоритетен проект за собствено учество во реализација на проект реконструкција на улица Пето Голи. Отварам претрес по точката, дали некој има разбор. Бидејќи никој нема разбор, ставам на гласање. Кој е за? 11 за, воздржани против нема. Констатирам дека предлог одлуката е донесена со 11 за. Предлог одлука за избор на приоритетен проект и собствено учество и реализација на проект реконструкција на Лазар Минов, село Соколарци. Отварам расправа. Дали некој ба разбор? Бидејќи никој нема разбор, ставам на гласање. Кој е за? 11 за, воздржани против нема.
Преминуваме на 12 точка. Извеšte за реализирање на програмата и поддршка на напредување на основното предучилищно образование и воспитание в општина Чиново Облешево. Отварам претрес по точката и го молам представникот да се произнесе. Значи, точка 12 е извеšte за реализирање на програмата за поддршка и унапредување на основното и предучилищно образование и воспитание во општина Чиново Облешево. Повели Весна. За 2025 година имавме донесено програма за поддршка и унапредување на основно и предучилищно воспитание и во рамките на таа програма беа опфатени трошоците што општина Чешиново Облешево, активностите и трошоците што настануваат за во врска со наградите на учениците за генерација, во врска со обезбедувањето на новогодишни подароци за децата од детската градинка и обезбедувањето на пакетчиња за првачињата кои ќе се запишат во 25 година. Во табелата во третиот дел конкретно се ставени трошоците извадени од финансии како што се реализира, мислам што се потрошени во текот на 25 година. Во однос на тоа колку се биле планирани, во 2025 година сме планирали за таа програма 146.000, меѓутоа потрошени се 53.346 денари со оглед на тоа дека обезбедувањето на училишниот прибор беше на тендер и цените се согласно тоа што се добиени од тендерот и согласно бројот на учениците кои што се запишале во учебната година 25-26. Тоа е накратко во врска со таа програма. Благодарам. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, извештајот го ставам на гласање. Кој е за? 10 за. Воздржани? 1. Со 10 гласа констатирам дека извештајот е усвоен. Преминуваме на 13 точка. Извештај за реализирање на програмата на активностите на општина Чиново Облешево во областа на културните и спортски манифестации. Отварам претрес по точката и молам представникот да се произнесе. Имавме програма за реализирање на активности во општина Чиново Облешево од областа на културните и спортски манифестации. Во програмата во извештајот се дадени накратко трошоците кои што се направени во врска со сите манифестации кои во 25 година се реализирани. Накратко образложение, образложение кратко се наведени по суми. Вкупно се биле предвидени 1 милион денара, за таа намена потрошени се 476.903 денара. Тоа е тоа, ако има потреба за нешто конкретно, посебно објаснување. Благодарам. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, извештајот го ставам на гласање. Кој е за? Чекаме само да изборам, може ли? 8 за. Воздржани? 20. 1 отстан. Констатирам дека извештајот е усвоен. Преминуваме на 14 точка. Извештај за реализирање на социјална заштита општина Чиново Облешево во 25 година. Отварам претрес и го молам представникот се произнесе. Во врска со социјалната заштита секоја година донесуваме програма за реализирање на социјалната заштита 25 и имаме обврска до крајот на март да изготвиме извештај и истиот да го доставиме до Министерството за труд и социјална политика. Во изминатата година и изминатата и претходните и оваа година предвидувам согласно програмата предвидуваме околу 600.000 денара
Меѓутоа, нивната реализација е согласно според барањата кои што ги добиете и нели според тоа какви одлуки вие како совет ќе донесете. Во извештајот се конкретно наведено е колку барања во текот на 26-пета година имавме 14 барања, од кои 6 са биле помош за еднократна финансиска помош за социјално загрозени семејства, 6 барања сме имале во текот на 25-та за лекување, 2 барања од училиштата по едно за по 3 ученици за оброк за деца од социјално загрозени семејства. Во 2025 година вкупно се потрошени за таа намена 57.500 денара. Тука се опфатени значи еднократната финансиска помош и финансиската помош за оброк за учениците од социјално загрозени кои се исплатени тука во 2025 година. Тие што не се доспеани, не се доставени до финансии, значи ово се податоци земени од финансиските служби. Инаку во врска со тоа што имаме некоја сума тука салдо за неисплатени средства, тие се салдо што кај нас во евиденцијата во сметководство се стоат дека се биле некогаш одобрени и не се исплатени. Тоа е тоа што можам да кажам во врска со овај извештај. Благодарам. Дали некој има прашање? Бидејќи нема, извештајот го ставам на гласање. Кој е за? Осум за, воздржани? 1, 2 и 1 не глас. Со 8 за констатирам дека извештајот е усвоен. Преминуваме на 15 точка. Донесување на одлука за изградба на спомен обележи за децата загинати во пожарот од 16 март. Повели градоначалник. Благодарам, председателе. Значи, по моја иницијатива и во соработка со семејствата засегнати од несреќата во дискотеката Пулс, на заеднички состанок произлезе идеја, односно иницијатива за изградба на вакво спомен обележие во седиштето на општината во Облешево, во паркот на одредена локација, кај што е сега нефункционалната фонтана, и се пристапи кон избор на идејно решение за во врска со изгледот и димензиите на тој споменик. Потребата од донесување на ваква одлука од Советот е за да може службите од урбанизам да пристапат кон обезбедување на соодветна документација за локацијата на тоа спомен обележие. Инаку ќе се потрудиме до крајот на овој месец, значи тоа да биде поставено соодветно по стандардите и процедурите кои се пропишани по Законот за урбанизација. Значи задачата на Советот е да донесе ваква одлука дека се дозволува поставување на вакво спомен обележие во Облешево. Благодарам. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, одлуката ставам на гласање. Кој е за? 11 за, воздржани и против нема. Констатирам дека со 11 за е донесено. Преминуваме на 16 точка. Одлука за покривање на трошоците за оградата за децата загинати во пожарот во 16 март. Отварам претрес, повели градоначалник. Да, на истиот состанок беше констатирана потреба од оградување на громните локации кај што се погребани децата и се пројави потреба за изградба на таква ограда, а од буџетот на општината да се покријат трошоците за таа ограда и добро е Советот да го подкрепи тоа со една одлука. Благодарам. За Облешево. Дали има прашање? Бидејќи нема, одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? 11 за. Воздржани и против нема. Констатирам дека одлуката е усвоена. Преминуваме на 17 точка. Годишен извештај за работењето на Центар за развој на Источен плански регион. Отварам претрес.
Градоначалник ќе даде објаснување. Јас ќе ви давам чисто материјали што се ми испратени. Отварам претрес по 17 точка. Го молам градоначалник се произнесе. Благодарам, председателе. С оглед на тоа дека во врска со овој извештај би требало да даде појаснување некој од представниците од Источнопланскиот регион, но нема присутни, па затоа само накратко сакам да ви кажам дека Центарот за развој на Источнопланскиот регион е тело во рамките на Министерството за локална самоуправа, во кое што членуваме и ние како општина, и на редовни состаноци и закажани седници разговараме и донесуваме одлуки за конкретни проблеми, односно одлуки кои што се мислат на кои што донесуваат на општините од Источнопланскиот регион, во кои што членуваат Кочани, Штип, Виница, Чешин, Обишо, Зрнце, Карвинци, Берово, Делчево, Пехчево, Македонска Каменица и општина Пробишти. Бидејќи овој извештај се однесува на работењето на Источнопланскиот регион за изминатиот период, кога е бил некој друг градоначалник, сега не би можел јас да ви давам конкретни одговори на прашањата кои што би можеле да следуваат во врска со тој извештај, но можам да ви кажам дека веќе трета седница како функционира со ново членство Источнопланскиот регион, на кој што на редовни седници учествувам и јас како градоначалник на општина Чешиново Облечево и носиме одлуки поврзани со овој регион што ги зафаќа овие општини што ги набравав предмал. Ова е процедура на која што треба Советот да даде да се произнесе во врска со овој извештај и доколку имате некои конкретни прашања, да бидат наменети за луѓето што се директор на Источнопланскиот и нивната администрација, би ги побарале на некоја наредна седница, доколку некој од нив можам јас да ви дадам одговор, ќе се потрудам во нивно име да го одбранам извештајот на некој начин. Благодарам. Благодарам. Дали некој бара збор? Повели Грозде. Благодарам, председателе. Почитуван градоначалник, прашањето за вас. Дали нашата општина учествува со финансиска поддршка и доколку учествува, со колку средства учествува и на кој начин се одредува ако учествуваат општините за одржавање на Источнопланскиот регион?
согласно одлуките, статутот и законот, Источно-планскиот регион е тело во кое што учествуваат сите општини претходно што ви ги набројав и согласно правилникот за работа на Источно-планскиот регион учествуваат и со финансиски средства, а и парципираат со користење на финансиски средства од страна на буџетот кој што се носи на Источно-плански регион. Благодарам. Повели Бранко. Благодарам, председателе. Значи, ова малку од искуство сега ќе проговорам. Значи, обично, минатите мандати кога сме били овдека, секогаш имаше присутен од Источниот плански регион. Мислам дека бевме удостоени лично од тогашната директорка, баги години беше неколку мандати, Драгица Здравева, и сега гледам 2-3 листа се доставува некој извештај, иако знам дека ние учествуваме финансиски у Источниот плански регион. После тоа преку Источниот плански регион се изработуваат проекти, исто така и одреден број на проекти се финансираат исто така од тие пари. Мене лично искуството ме води да ви кажам од поранешните мандати, да, ние учествуваме финансиски во Источниот плански регион, меѓутоа многу не се офајдувавме од Источниот плански регион. Предпоставам дека таму, зборам за минатиот период, дека имало помокни луѓе на некои други места и претежно финансиите се одлеваат таму. Меѓутоа сега, според мене, мислам дека ова искуство што го зборам, треба да имаме. Сега што ќе упатам прашање на градоначалникот кога нема одговор, едноставно си треба присуство од нив, доколку е можно, нека дојдат на наредна седница, нека не го достојат и да поставиме еден куп прашања. Значи, ова го тражам заради тоа што финансиски учествуваме, меѓутоа бенефитите од порано никош не сме имали никаква општина, ама ништо фајде. Инаку тоа е суштината на Источниот плански регион, се изработуваат проекти за меѓуопштинска соработка, регионално поврзување и така натаму, значи и дел од општината се слеват пари таму, меѓутоа дека сме имале нешто фајда од тоа, не сме имале. Затоа лично јас сакам да речеме кога ќе дојде некој од нив представниците, да го прифатиме нивниот извештај, меѓутоа што ние од тоа ќе имаме после фајде. Значи предлагам за наредна седница, доколку е можно, да дојде представник од Источно-плански регион и да поставаме прашање, вага немаше да поставуваме. Благодарам. Само дополнително да одговорам на советникот дека во целост се согласувам со неговата забелешка за присуство во Источно-планскиот регион, но не можам да се согласам дека општината нема добиено никакви финансиски бенефити од страна на овој совет. Односно, во една од последните одлуки на Источно-планскиот регион е донесена одлука за добивање, односно обезбедување на средства за набавка на возило за собирање на комунален смет, кое што возило е во тендерска постапка и за многу кратко време очекуваме тоа возило да биде дел од услугите на јавното комунално предпријатие, а со тоа и подобрување на условите за собирање на смет. Така да потребата и користа од членство во Источно-планскиот регион и како е голема. Сега пред мене јас немам точни бројки да ви ги кажам финансиските конструкции за тоа колку општината во минатиот период има добиено финансиски средства од страна на Источно-планскиот регион, но сум сигурен дека во овој тековен мандат за наредните 4 години членството во Источно-планскиот регион ќе допринесе општината да реализира дополнителни проекти кои што се од суштинско значење и на општината и на регионот, како што е и замислено самото тело, односно меѓуопштинската соработка помеѓу општините од тој регион. Благодарам. Повели Бранко. Уште еднаш, значи очигледно добро не се разбравме. Значи јас не реков дека не треба ова да помине. Меѓутоа, јас реков од искуство, кажувам, значи јас кога сум бил. Не велам на минатиот мандат дека нема некој бенефит од таму. Значи јас зборам за поранешните мои 3 мандати дека многу немавме фајде, барем во тај период. А сега минатиот мандат може би е. Меѓутоа јас кажав дека се работи лично од моје искуство од минатите 3 мандата кои ги имам јас ме покривано. Благодарам. Дали некој има прашање? Бидејќи нема, предлагам 17 и 18 точка да ги земеме од денешната седница за обезбедување на
представник от източнопланскиот регион. Да преминеме на 19-та точка. Инициатива за... Да, се извинам. Кој е за? Значи за 17 и 18 точка да ги вземеме додека не обезбедеме представник. 11 за, воздржани против нема, констатирам дека си земени двете точки. Преминуваме на 19 точка, инициатива за народна кујна за ралливи категории од општина Чишинова Облешево. Отворен претрес, го полнам граничалник се произнесе. Благодарам, председателе. Со оглед на тоа дека немаме материјали за оваа точка, односно сакам да ви известам дека по иницијатива на хумани луѓе, доброволци во општината, представници од здравствените институции, стигна до мене замолница да, ако е возможно, во рамките на општината да се организира иницијатива за народна кујна, која што би ги опфаќала социјално ранливите категории во општината, а со тоа ќе се овозможи на дел од таа категорија на граѓани да можат да имат пристап до основни оброци за тековно обстојување и живење. Затоа барам од Советот да донесе да подржи една ваква иницијатива, да донесе одлука за пристапување кон реализација на таа идеја и да во многу блиска иднина овозможиме услови таа ранлива категорија на луѓе да има пристап до оброк, основен оброк, кој што ќе се договориме на кој начин, дали ќе им се носи дома или ќе може да си го зимат од место кај што ќе се готви оброкот и да биде доставувано до сите луѓе кои што ќе почувствуваат потреба за такво нешто. Во овој момент преку Министерството за труд и социјала и Центарот за социјални работи се има организирање на таков начин на доставување на оброк, но тоа сметаме дека е за многу мал број на луѓе кои што се определени од страна Центарот за социјални работи, а според тоа што е фактичка состојба на теренот и со разговор со граѓаните од повеќе населени места, постојат повеќе категории на вакви луѓе кои што чувствуваат потреба да имат можност да имат пристап до народна кујна кој што би им овозможила оброк. И затоа ние ќе се потрудиме како општина да обезбедиме соодветна локација, односно место кај што би можело да се готви ваков тип на храна и на тие луѓе или да им се доставува или да можат од таму да си ја подигат самите они за да можат да бидат корисници на таа помош, односно социјална мерка. Благодарам. Благодарам. Повелете, кој има прашање? Бидејќи никој нема, инициативата ставам на гласање. Кој е за? 11 за, воздржани против нема. Преминуваме, констатирам дека инициативата е донесена со 11 за. Преминуваме на 20 точка, дополнување на програмата за спортски и културни манифестации и мемориален турнир за 16 март. Отварам претрес и го молам граначалникот да се произнесе. Благодарам, председателе. Со оглед на тоа, имајќи во предвид дека ние имаме веќе донесено програма за спортски и културни манифестации, но ова барање, односно оваа иницијатива за организирање на мемориален турнир за 16 март во село Соколарци е нешто произлезено тековно и не е било предвидена во самата програма за спорт и културни манифестации, затоа е потребно да се направи едно дополнување, доколку се согласувате. Тој турнир ќе се организира во училишниот двор во село Соколарци и ќе се одвива во наредните 3 дена, кога е и годишнина од случувањата на 16 март и ќе биде посветен на децата од село Соколарци кои што ги имат загубено животите таму. Благодарам. Благодарам. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, дополнувањето го ставам на гласање. Кој е за? 11 за, воздржани против нема. Минуваме на 21
и втората точка ќе дојде. Тоа се предлози, прашања и барања. Имаме барање. Отварам претрес. Кој е бар разбор? Тоа е барање, мислам дека го имате сите прочитано, повели го Гроздан. Благодарам, председателе. Барање од Владко Стојанов од село Чишино. Вакво барање слично имавме и од село Жијанци. Јас мислам, ваквите барања кои се достават до општината, од службите треба да идат на лице место, да сликат, да одат на компетентно лице, да предадат слики, да дојдат да ни образложи. Ние тука што да се ископа, со не сме видели, не знаеме како е. Значи први треба службите да идат, да видат ние што да гласаме, нека се изчисти. Значи има потреба, знаеме дека нели пишува наведено е што е проблемот, дека валата е потрупана и дека со овни должни поплавува дворот. Ама ипак служби треба да донесат некој заклучок. Благодарам. Дали некој друг има прашање? Благодарам. Повели Бранко. Мислам да се согласувам со Грозде. Некако поминахме у навика, исклучиво барањата се доставуваат, а ние немаме буквално никаква представа. Значи, мислам дека предлогот е одличен, си има луѓе платено од службите, нека излезат на лице место, нека направат увид на терено, нека констатират и нека излезат со записник. Вака што да одлучуваме ние сега? Не е само ова барање, ќе има уште еден куп. Значи, нека излезат на терен. Нека излезат на терен, нека направат увид, нека излезат со еден пишан документ, да видиме и да знаеме што гласаме, вака што да гласаме. Значи не се работи конкретно за барање, ќе има уште многу вакви барања. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бар разбор? Бидејќи никој нема разбор, значи ова барање ќе го проследиме до службите, нека излезат на терен, па ќе се произнесеме на некоја наредна седница. Да, благодарам. Повелете. Дали имате прашање до градоначалникот? Повелете. Повели Бранко. Благодарам. Значи, имам прашање до градоначалникот. Сум замолен да му поставам прашање од доста добар број на жители на село Кучишиново. Вчера ми беше една екипа и ме замолија конкретно да му поставам прашањето, господин градоначалник, дали сте запознаени со прочистителната станица во село Кучишиново која е запалена од поодамна, не од сега, која веќе не функционира и фекалите кај што течат, една цевка има скршена и се изливат многу близко до бушотените за вода. Значи, не дај Боже, може да се случи да дојде до епидемија. Значи, бев замолен да ви го поставам ово прашање. Дали сте информирани, дали веројатно сте, и ме упатија луѓето да ве прашам дали до сега има нешто преземано, доколку има преземано, што има преземано, и доколку нема преземано, што ќе се преземе во еднина. Толку. Благодарам. Благодарам. Повели градоначалник. Советниче, да, ова прашање кој што вие го поставувате е навистина важно, особено за функционирање на населено место Кучино, и знам, запознаен сум и заедно со директорот сме направили и увид во состојбите со прочистителната станица во населено место Кучино. За жал, таму може да се констатира дека пред неколку години е направено пожарување на целата прочистителна станица и во моментот таа не е во функција така како што е замислена или била одобрена за користење со самиот проект за прочистителна станица. Во овој момент канализацијата за фекалната канализација во населено место Кучишино поминува низ прочистителната станица, но последната филтрација која што е направена на некој начин да минува низ некој природен филтер од насади од трска, во моментот не е во функција и затоа дел од таа фекална канализација се излева во река Брегалница. Близината, односно загрозеноста на изворите за вода за пиење за населено место Кучишино не се
така алармантни како што сакат да ги кажат одредена број на луѓе, туку напротив, таму редовно се врши анализа на водата, таму собственик, односно корисник на водоводната мрежа, јавното комунално предпријатие. Сега јас немам конкретни податоци за да ви дадам на колку време се прави анализа на таа вода за пиење, но сум сигурен дека според стандардите, според правилниците за работа, редовно се врши таа проверка и не треба да бидат загрижени граѓаните на населено место Кучино за снабдувањето, односно користењето на водата за пиење. Од друга страна, од страна на директорот на комуналното предпријатие сум известен дека е саниран моменталниот дефект кој што е на мрежата за фекалната канализација, односно кај што истекуваше неконтролирано во полето и цевководот е поставен, но одговорот на прашањето кога ќе се стави во функција почистителната станица во овој момент не би можеле да го знаеме, бидејќи сепак тоа се процеси кои што за кои што е потребно време, бидејќи ви реков последната филтрација е по некој природен пат со некои насади од трска кои што треба да се обноват и треба да почнат да функционират. Во овој момент тоа е се уште невозможно. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг има прашање? Бидејќи нема, констатирам дека сите точки од дневниот ред се исцрпени и затварам 8-та редовна седница. Ви благодарам за присуството.